80 години слободно Тетово, официјално на 19 ноември, но веќе со низ активности се одбележува денот. Повеќе на оваа тема разговараме и за всушност и за активностите на Сдруженијето Сојуз на борци од Тетово со Лилјана Симовска. Добро утро. Добро утро. Јас сум Лилјана Симовска, председател на Општинската организација на Сојуз на борци Тетово. Годинава одлучивме, бидејќи е јубилеј 80 години, програмата што обично сме ја правеле 2 дена во очи на 19, да. 18 значи на 19 и 19 самиот ден, сега одлучивме таа да трае со 19 настана. Значи негдека околу 2 недели. Кои настани се случува, ќе се случуваат, имате богата до сега програма? имавме 6 настана, продолжуваме сега на 11 во понеделник. Имавме Моето Тетово слободен град на тема литературни творби и историски презентации на ученици од сите основни училишта кои гравитираат во Тетово, значи тие се 6 вкупно. Потоа имавме изложба на авторот Добре Грнчаровски, па имавме планинарски марш во чест на денот на ослободувањето, по стапките на партизаните, Попова шапка, местноста Кале, каде не чекаше војска. На моменти од предходните прослави на она што го гледаме во кадрот. Да, имате? Да, така, да. Па потоа имавме училишен турнир во спорт, кошарка и одбојка. Имавме на прекрасна трибина грижата за нашето здравје. Ни беа поканети 4 доктори од Скопје, еминентни доктори, доценти, професори и 2 вклучени, значи 6 вкупно. Трибината помина, немам зборови како да ви кажем, прекрасно, со прекрасни излагања. Публиката беше воодушевена од настаните и темите кои ги прикажаја. Вчера имавме Тетово, мојата инспирација, групна изложба на сликари од Тетово и Тетовско, кои сликаја мотиви од градот. И ученици, исто со тема Моето Тетово. Значи, имате и низа настани имаме уште многу низа, од понеделник од 11 до 19 заклучно се многу настани кои уште со побави тематики. Промоција на збирки имаме на академскиот сликар Павле Кузмановски, па имаме јубилеј 90 години Центар Попова шапка, па имаме тетовчани за Скаловски. Сите сте чуле за Скаловски, тој ќе биде прекрасен и концерт и неговото житие ќе се кажува. Детскиот хор Лале, па имаме промоција 30 години развој на одбранбеното безбедносниот систем на Македонија. Тоа е од Сдруженијето на ветерани од армија и полиција, кои издадоја монографија, значи презентација ќе направиме, па имаме поетите за Тето, ние така го викаме Тето, да, и тоа ќе биде поетско-музичка вечер, па имаме во неделата панахида за македонските херои, со црквата договорено, и на 18 вечерта голема градска свечаност, централна прослава на денот на ослободувањето. 19 веќе е сабајлето полагање на цвеќе на споменикот на револуцијата, па има марш на резервните офицери на Попова шапка. Поручекта ќе биде доделување на признанија на учениците и училиштата за нивното активно вклучување, изложба на фотографии од фотогрупа Чкрап. Со тоа ја завршуваме нашата програма. Како дојдовме до идеја? 19 години не се славеше ништо. Едноставно, ние Сојузот на борци, само на самиот ден на 19 полагавме цвеќе. Меѓутоа, порано у добрите времиња се даваше и награди на заслужни граѓани.
на Тетово, кои нешто допринели и направиле за развојот и животот на Тетово и тетовчани. Дојдовме на идеја таа градска награда, признание на заслужни граѓани 19 ноември. Да. Пред 6 години почнавме да го славиме увоочи на 19, значи со свечана академија, а пред 3 години ја воведовме и наградата, бидејќи општината не го прави тоа, а мислиме дека е потребно за духот на народот. Да. И најдовме на одличен прием од граѓаните, голема посетеност, а годинава во чест на тие 80 години, ајде ушто ова, ајде ушто она, додадовме многу настани и досега многу успешно ги завршивме и се надевам дека и понатака така ќе. Еден многу битен сегмент се младите, инаку да подсетиме кој е Тодор Скаловски, композиторот на музиката за нашата химна денес на Македонија се раѓа, Тетоец. Тетоец по потекло така. Колку младите знаат што правите? Колку за младите овој датум, ова ослободување и тие жртви што се дадени се прво колку младите се информирани, колку ги знаат и колку се битни за нив? Какво е вашето чувство? Ефектот на нашето настојување сите празници да бидат вклучени учениците и нивните наставници. Значи, ретко се случува да нема делегација од училиштата на свечаности на полагање на цвеќе. Дали било за 11 октомври, дали било за 2 август, 8 септември. Сите, 8 септември, сите празници, настојуваме учениците секогаш да се вклучени. Имаме историски час, држиме во музејот горе на Тетово. Децата се одушевени, поготово сега со вклучувањево на македонски, на нивните творби, на ликовната изложба, на презентациите по историја. Таква возбуда видовме да тоа е наш поттик и понатака што повеќе се надоградуваме во однос на младите, а и одзивот на граѓаните е се поголем. Ви благодариме за гостувањето во интерес на времето. Би останале цела емисија да зборуваме за прославата на деновите на ослободување на македонските градови. Доволно да подсетиме за значењето. Благодариме.